Добар ден, македонци! Македонија е преубава земја. Погледнете наоколу. Секаде каде што ќе погледнете, дали е планина, дали е шума, дали е пасиште, дали е река, дали е поток. Преубава е Македонија. Тоа го знаат и нашите непријатели. Меѓутоа, има и уште еден податок за Македонија, а тоа е дека македонскиот народ е ретко мирољубив народ. Секогаш ние во историјата, кога сме се фаќале за оружје, тоа било единствено само за да си ги браниме својата татковина, својот дом, своето семејство. Многу пати во историјата, од антиката до ден денешен, ни се случило токму тоа, да ние мораме да си ги браниме своите домови. И при тоа, огромен број на македонски синови и керки го имаат положено животот за Република Македонија. Тоа се има случено и на ова место. Моклиште, Ваташа, каде што зверски, најкрволочно биле убиени 12 деца. Кога велам деца, треба да имаме во предвид дека нивната старост била од 15 до 20 години. Најстарото дете било 26 години. При тоа, еве ја прашувам, ако не биле тие фашисти кои што кренале рака и можеле да го направат тоа злосторство, само затоа што биле македонци децата биле стрелани. Ако не биле тие фашисти, еве прашувам ја што биле? И јасно е дека историјата ги запишува таквите настани. Историјата запишала дека на 16 јуни 1943 година бугарските фашисти ги имаат стрелано македонците. Тоа не само што не смееме ние да го заборавиме, туку ние се колнеме и овде од ова место дека што сакат можат сега во 21. век, тој настан се случил во 20. век, сега во 21. век, ние сме изложени поради тоа што имаме квислишка и петоколонашка власт предводена од Зоран Заев. Да, токму ваквите настани, кои што им сметаат на нашите добри соседи, бараат да бидат избришани. Зоран Заев е тој кој што тие бугарски фашисти, кои што го направиле ова крвничко злодело, ги нарекува сега администратори. При тоа, ние мораме да се подсетиме дека тоа било 20 век, ние сега во 21 век. Повторно, ако така гледаме, Македонија е обвиена во црно. 4000 жртви Македонија во минатава година има изгубено, затоа што имаме корумпирана и неспособна власт. Власт предводена од Зоран Заев, кој што заедно со неговиот пајташ Венко Филипче не гледаат како да го спасат, како да обезбедат вакцини. Они го гледаат нивниот личен профит. Секој еден од нас тука присутните ја знае онаа нивна несрекна епизода кога сакале дупло една вакцина од кинеските производители да ја набавуваат. И не се само тоа, тие истите во овој период кога Македонија крвари, се шетаат по Дубај, се шетаат по Мексико. Во Мексико се шета еден Рашковски кој што, пазете, сам си измислува и самиот на себе си го продава тој софтвер. Софтвер кој што не е во употреба. Тоа го плаќаме повторно ние. Со пари кои што наместо да бидат наменети за здравството, кои што не лаже и не ветуваа дека ќе набавувале те амбулантни возила, те болници ги граделе, нема ништо од сето тоа. Ние имаме јад, беда и чемер во кој што сега, повторно ќе кажам, за жал во 21. век, ние во таков амбиент живееме. Историјата, како што реков, не учи не учи за минатото, затоа што оној народ кој што нема минато, тој, јас ве уверувам, дека нема нити сегашност, нема ниту иднина. Ние тука присутните, од ВМРО ДПМН, од Патриотскиот институт, од Унија на млади сили, од Унија на ветерани, од Унија на жени, се колнеме не само што дека нема да ја заборавиме историјата, туку не, напротив, ние ќе направиме се да таа историја и таа вистина ја знае секој еден во светот. Конечно, сосема на крајот, денес не случајно го избравме овој ден. Луѓе ме прашуваа зошто, Александар, ние денеска, кога настанот е на 16 јуни, зошто ние денеска се собираме на кај овој споменик. Одговорот е, денес на 4, по случај на нештата на 4 април, во Република Бугарија имаат парламентарни избори.
Ги знаеме нивните хегемонистички и шовинистички аспирации. Ние повторно ќе кажам, сме народ кој што простува, но не заборава. Од тука бараме, како ВМРО ДПМН, да им честитаме на изборот, кои сакаат нека си го изберат, нека им е со среќа, кој да е, ако е Бојко Борисов, кој да го изберат нивни иден лидер да биде. Меѓутоа, му советуваме, ако веќе устата им е полна со добро соседство, прво нешто што треба да направи за подадена рака кон Македонија, да дојде, да се поклони овде и да се извини на семејствата и на цел македонски народ за ова злодело кој што го имаат направено. Тоа е во знакот на европските традиции, тоа е Европа и таква Европа ние сакаме да одиме. Во Европа во која што ние сме бришени, во кој што некој се обидува преку Мила Царовска, она што го прави сега Зоран Заев, да ни ја избрише нашата македонска историја, да ни го избришат коренот, јазикот и историјата, тоа ние нема да го дозволиме. Ви благодарам на сите да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија.